произнесам дека таков збор достоен, недостоен не беше спомнат од мене. Јас кажав дека бидејќи не е од Прилеп колешката, не ги познава доволно работите. Не спомнав достоен, недостоен и сакам сега уште еднаш да допрам до суштината на ова што го предлагаме со колешката Лачковска. И барем поддршка од сите во оваа сала, и од власта, и од опозицијата, нормално, да го изгласаме овај амандман, бидејќи се работи, е од интерес на граѓаните на општина Прилеп. Затоа што проектот, уште еднаш ќе кажам, е започнат, беше во напредна фаза од страна на локалната самоуправа под водство на ВМРО ДПМН. Социјалдемократскиот сојуз го вети во програмата во 2016 и во 2017 година на предвремените парламентарни и на локалните избори. Ништо од тоа во 3 години воопшто не направи. Напротив, овој проект пропаѓа, фабриката, халата и опремата се пустат и затоа ние бараме 50 милиони денари и мислиме дека има доволно време, бидејќи проектот е започнат, таму е доста направено, може да се направи доста, да се доведи до предфинална фаза до крајот на годината. А ако некого го боли мојата компарација како се трошат средствата од страна на оваа власт, тоа јас не можам да одговарам, бидејќи треба да одговараат тие што ги трошат парите. А ние како опозиција ќе го презентираме секогаш пред граѓаните на Република Македонија. И затоа ќе кажам дека бев премногу дури и културен, дури и фин во дискусијата. Ја ќе кажам дека дека парите на тој начин се крадат од џебовите на граѓаните и европски пари се крадат преку разни советувања, обуки и 100 пати ќе ги спомнувам и од седница кажував, и од салата за седница и од тука. За обуки на магариња и 300 други глупости, фризерки, фризерници, едукации и слично. Затоа е до тука стаса на нашата држава, бидејќи ова мафија на власт не бира средства и ги кради на секој начин народните пари. Ви благодарам.